Делегации на македонската и бугарската влада следниот вторник во Софија ќе ја стартуваат агендата за формирањето на работните групи на кои инсистираше Бугарија. За почеток, железницата, авионската линија и културните активности ќе бидат дел од темите на заедничката седница. Бугарскиот премиер Кирил Петков, кој доаѓањето во Скопје го карактеризира како голем успех за бугарската влада, вели дека сега е создадена можност да се надомести сето она што не било сработено изминативе 30 години, одново споменувајќи рокови. Треба да се договориме за воспоставување на железничката линија помеѓу Софија и Скопје во најкус можен рок, да утврдиме како да се патува побрегу со автомобил, како на вистина да има половина час лет, да стане збор за културниот календар, како и координацијата на образовните програми. А опозицијата нема добиено покана од владата да има представници во работните групи со Бугарија, а доколку и добие покана, опозицијската партија ВМРО-ДПМН нема да учествува, зашто така би била декор на власта и би дала легитимитет на нивното погрешно функционирање, вели партискиот портпарол Димчо Арсовски. Таква покана ВМРО-ДПМН нема, а доколку стигне, нема да учествуваме само за да би биле декоративен елемент на власта и да дадеме легитимитет на нивното погрешно функционирање. Онаму, каде што власта треба да земе учество и каде што опозицијата, односно ние упорно ги каниме да дојдат и да одговараат на прашања и ги бараме одговорите на тие прашања, тоа е Комисијата за надворешни работи, каде што министерот Бујар Османи упорно бега да даде одговори. А силните пораки од Франција дека нема утврден рок за проширување на Унијата не ги загрижува властите во Македонија. Студениот туш од францускиот претседател Емануел Макрон, чија земја во следните 6 месеци ќе претседава со Унијата, за новиот вице-премиер за евроинтеграција Бојан Маричик нема да е никаков проблем. Се обиде да ја омекне ситуацијата, па вели дека напорите на Макрон биле искрени, интересот зголемен, ама проблемите требало сами да си ги решаваме. Франција е многу важна држава членка на ЕУ, без која што не би можело да се утврди некоја крупна политика во однос на проширувањето. Тоа го видовме и го осетивме и на своја кожа во 2019 година. Мислам дека напорите на претседателот Макрон се навистина искрени. До сега помагаше. По моите информации, до сега помагаше. Секако помагаат и Германија, помагаат и други фактори, меѓутоа тоа не значи дека проблемите ќе не ги реши некој друг. И покрај најавите за конструктивна средба во Софија, бугарскиот претседател Румен Радев порачува дека не треба да се заборави на нивниот ултиматум од 5+1 барање. Сепак испраќа порака дека неосновани биле тврдењата дека ако Бугарија бара внесување на бугарите во македонскиот устав како реципроцитет, Македонија може да бара признавање на македонското малцинство во Бугарија.